Какви реакции ќе предизвика изјавата на директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Чангелов, дека пожарот го предизвикал спој на жици со кои стопанисува ЕВН, допрво ќе се види. Меѓутоа истата веќе е оценета како несериозна и без докази. Дотолку повеќе што ако се потврдат зборовите на Ангелов, тоа ќе значи дека ЕВН ќе мора да плати огромни штети на сите што поради спој на жици претрпеле штета на својот имот. Но ако тоа што го зборува Ангелов не е точно, тогаш некој ќе треба да преземе одговорност во владата за нападот врз австриската компанија. Во спорната изјава Ангелов изјави: најверојатно причината е спој на жици од бандери и не станува збор за стар пожар како што се појавија шпекулации, туку за сосема нов. Сувата вегетација придонела пожарот да се расшири во неколку различни правци. Кога ситуацијата станала сериозна од страна градоначалникот, од мене беше побаран хеликоптер, но тој действуваше во нагоричене и беше ризик. Поради тоа, хеликоптерот действуваше на тој терен кој е тешко пристапен, додека пожарот во Кочани, кој се движеше полека кон првите куќи и кон едно соседно село, можеше да се контролира од земја. Покрај тоа, за еден национален медиум, ден по пожарот во Кочани, Ангелов изјави дека ситуацијата била претерано напумпана, била предизвикана паника, а всушност не се работело за толку опасен пожар, зашто зборувале последиците од изгорени само 2 крова и неколку шупи, без жртви и посериозни повреди. На ова реагира од опозицијата, која изјави дека од Ангелов ќе бара одговорност, а можна е и кривична пријава.